нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Ве поздравувам од хотел Лимак. Вие сте на Телма, а ова е нешто конкретно. Денеска зборуваме за очекувањата. Големи, мали, реални, нереални, мој, твој, ваши и наши. Секојдневно очекуваме, исчекуваме, се надеваме, се чудиме, се запрепастуваме и најчесто се разочаруваме, а многу потешко се воодушевуваме. Нашите критериуми велат едно, нивните критериуми велат друго. Па затоа некои од патиштата се разидуваат, а некои се вкрстуваат. Но на крајот сепак најважно е што и да ни се случува, како ние ќе реагираме на истото. Во денешнава епизода имам јавни ликови, кои во очите на оние кои очекувале биле едно. Па се воспоставило дека се нешто друго, а во суштина во приватниот живот се нешто трето. Па затоа ќе прашам, чии очекувања мораме, а кои очекувања би требало да ги исполниме. Дали на сите терени треба да бидеме исти или сепак да се однесуваме секој како што заслужи. Еве ги гостите. Тоа е оној кој со четка и мечта ги разубавува јавните ликови во земјава. Знае ли убаво да си ги нашминка очекувањата, па да ги сокрие разочарувањата, слушаме од еден од најпознатите и најквалитетни шминкери во земјава, Даниел Николовски. Едно од поубавите работи е кога ќе ги надминеш очекувањата на публиката, а таа дефинитивно тоа го прави веќе години наназад. Ги надмина очекувањата и на Евровизија. Надминува очекувања и експериментирајќи со стилови и со трендови. Надминува очекување кога прави дуети и гостува на концерти. Таа е се, но обична не. Елена Ристеска. И таа е од оние кои сакаат да изненадуваат и не се плаши да ризикува и да диктира промени и трендови, и приватни и професионални. Чии очекувања се труди никогаш да не ги разочара, а за чие мислење ичне и чуе, слушаме од Антонија Гиговска. Тој долги години е медиумски лик. Се чини дека си го држи своето ниво. Не експериментира, не провоцира и не тестира. Дали тоа е неговиот рецепт за долготрајност, слушаме од водителот Ване Марковски. Добре ми дојдовте. Добре најдов. Што да очекувам јас од вас? Дека ќе имаме добра емисија или Одлична емисија у секој. Најдобра од сите емисии. Ема, така ли? Добро. На почеток ме воодушевивте, така да се надевам дека до крајот така и ќе остане, нели? Гарантирате? Гарантираме. Гарантираме, Честен збор. нема да останат рамнодушни. Така е најбитно, да. Сега, обично и домашните, кога некаде гостувате, но и публиката има некакви очекувања. Сега, што ви рекоа од дома? Како да се однесувате, а што вие сакате да ја покажете на публиката? Да почнам јас? Ајде. Мене секогаш мајка ми вика, немај многу да се смееш, нели очекува да не се смеам многу, да не се клиберам во превод, се малце понародно кажано, али еве како постара и поискусна од веројатно од сите нив, не знам само Ване колку години е на сцената. 17 баш со Па значи повеќе од него, јас 22 години имам кариера до сега. Значи, бога ми, како се очекувало едно, па излегло друго. Сега зависи од водителот, нели? Емисијата како ќе тече и каква енергија ќе содржи, зависи од енергијата што ќе почне со прашањата, потоа одговорот си. Видиш како ја припреми топката на Ај се криваш, тој да ти не се крива. Не, енергијата реков, затоа не реков. Даниел, да те прашам, те видео ли од дома со какви фармички ми доаѓаш? Цела среќа не ме виде баба, сигурно ќе ми ги закрпеше. Меѓутоа, со оглед на тоа дека се спремавме кај мене во салон и сите имавме по неколку аутфити, така да ја се одлучив за ова, викам, мај на крај нешто најшик, најкул. Така ли, што ќе речат твоите дома кога ќе те видат? Мислам дека ќе им се допадне На моето TikTok што ќе речат дома, не На TikTok, Дома, да, на TikTok очекувањата стандард не ме фалат, ама има и такви. Сигурно ќе има и позитивни и негативни мислења од кои што ја и секако не зависам. Мене ми се допаѓа, тоа е најважно. Така, добро. А очекувањата од клиентите кои се после завршувањето на шминката? Да те пофалат или некогаш сакаш и нешто да ти замера?
види, конструктивна критика е секогаш огромен плюс, затоа што тоа не прави подобри и подобри во тоа што го работиме. Јас сум секогаш спремен да ја слушнам. А моите клиенти, мислам дека ја ги имам најдобрите клиенти, стварно ја обожаваат мојата работа. Вака ќе си ги поздравам јавно. Така. И ќе им се заблагодарам за довербата толку многу години. Добро. Антонија, тебе што ти рекол од дома? Секогаш истото. Внимавај што зборуваш. Слушај ги прашањата прво, па после одговори. Затоа што нели сум знаела да лутам некогаш. Ако ме прашаш нешто, да, ако ме прашаш нешто, па нешто друго ми се врти во глава, па нешто друго ти да. Да си кажеш што сакаш, Така тоа е да секогаш било тоа истото. Пази што зборуваш. Добро, а очекувањата од публиката кога си вака на гостување, кои се? И дали се трудиш да ги исполниш? Па што знам дали се трудам да ги исполнам, секогаш сум своја, ако сакам да седам вака, ќе седам вака, ако сакам вака да седам вака, ќе седам. Секогаш сум спонтана и секогаш сум како ќе ми дојде во моментот. Така што немам некој проблем искрено со очекувањата од публиката. Нормално би сакала да им се допаднам секогаш, меѓутоа секогаш сум своја. Така, добро. Барем за сега. Мене прво ме советуваат да бидам концентриран. Да, концентрација. Во оваа емисија треба концентрација и тоа ми се допаѓа. Не е емисија каде што нели правиме било какви моабети, тоа ми се допаѓа. Ти благодарам на поканата, прв пат сум гостин во нешто конкретно. Така да ме советуваат да бидам концентриран, помалку да се смеам и исто да внимавам што зборувам, да не бидам звезда на Инстаграм Така ли? на TikTok. На TikTok. А зашто да не видиш? Тоа е одлично. Да кажеш нешто конкретно. Да кажам да бидам и си запишав Барем одговори. таму се наискрени со нас, позадите статура сите се. Си се имаат, позадите да кажам. статура, да, И сите се таму јаки. сме ние само тригерот, оне прикидачот, уствари што ги искажуваат самите они како се чувствуваат, Така. нажалост, меѓутоа ние мора да Да не ги го збориме чуеме, тие да. само. Кога ќе ја кажете цената, дечки, затоа што сите работиме, нели, и имаме одредена своја цена за својата услуга. Што очекувате од другата страна? Очекувате реакција која што е соодветна за вас или пак некогаш се изненадувате премногу? Ајде, Даниел. Па, мислам дека со оглед на тоа дека живееме нели во една Мадријавен држава свет. каде што стварно немаме некои сериозни услови и у принцип мојата услуга која јас ја давам секаде во светот е доста поскапа. Многумина од луѓето ќе се согласат дека цените се тука кај нас барем реални доста и дека се трудиме максимално да го доближиме квалитетот до светските рамки, тоа што Колку ние го кошташ? работиме. Зависи што. Зависи зашто. Коштам доста. Тоа е најважно. Зависи која сум или зависи што би правиш? Не, кај нас нема разлика, цената Нема? е за секого иста. За мене и за Елена и за за Антонија. секого. Да, за вас ајде ќе има некој промотивен попуст ќе направиме. Едното око ќе ти го даш ми. Само едното да. Сака Снежа пак да се мажи. Така. Не, имаме обзир. Мислам дека во Македонија сите ние имаме обзир Така. околу тоа колку коштаме, а даваме квалитетна услуга каде што каква што може да добијат секаде во светот. Така, добро, Елена, ти кога ќе ја кажеш? Цената? Има разочарувања, конкретно јас разочарана сум како реагираат на тие неколку повозрасни, ај ќе кажам, Антонија спаѓа во помладите, иако веќе со години и таа работи. Едва се броиме на една рака, значи тие што сме, да речам, над 20 години во оваа професија, и кога ќе изреагираат несоодветно на одредена цена која што е далеку по мала од, да речам, нашите соседи кои ќе дојдат во нашата држава да пеат, тогаш јас се разочарувам многу. Колку кошташ? Пуно кошта. Како да кажам, како Даниел, зависи за што. Треба да кажам помеѓу колку и колку. Или за кого, или за што? Добро, да, зависи од приликата, зависи дали е настан некаков на плошта, дали е за некаков празник, дали е Нова година, дали е Великден. Така, а очекуваат, дали да е обичен речеме, кафич, твоите така што- пријатели, извини, твоите пријатели очекуваат дека ќе им ја спуштиш цената или дека ќе им пееш гратис? Па види, тие што ми се најблиски и премногу блиски, би требало да очекуваат дека нема да им наплатам да отидам да отпеам. Ама, например, да те Меѓутоа, наградат затоа што... се нели, случувало да очекуваат луѓе кои не ми се доволно блиски да на некаква свадба или прослава да треба да излезам да отпеам. Мислам, јас не чувствувам ако си ме поканил приватно дека имам некаква обврска дека треба јас да отидам да пеам, бидејќи сепак мене пеењето ми е професија. Не е дека јас нема да ми биде убаво и да уживам, јас ќе уживам секако кога ќе го фатиш микрофонот, нормално е дека
дека чувствата кои произлегуваат од музиката самите надвладеуваат. Значи без разлика дали пеам на свадба од 50 луѓе или пеам на стадион пред 50.000. Ти залепат бакшиш Тоа топати. не. Нашиот стил на музика, тоа не. Него ни прифаќаме. Залепат бакшиш, не се бунам. Тебе ти дава? Тоа кај мене кој ќе правам втора свадба ќе пее. Договорено, ти се Ќе го викнам да се качи на бина да пее. Апсолутно, се согласувам. Знаеш да пееш? Колку талент има, не си свесна. Стварно, ја мислам ќе Многу е талентиран. Добро ќе му знае дадат имитации. бакшиш за да се бакшиш. Имитација перфектно. Јас ако почнам да пијам, треба да излез некој да стои да наплака, онда ќе се напуни Имитација пари. перфектно, значи имаш најава за емисија, имитација. Добро, Антонија, кај тебе како реагираат кога ќе кажеш колку кушташ? Па секогаш различно, иако го делам истото мислење со Елена дека нашите соседи дефинитивно повеќе ги ценат од колку нас, иако не се свесни дека ние самите инвестираме во сите наши проекти, ние немаме спонзори како што е Елена е сведок дека порано имало спонзори еден тон да едноставно помогнат за проекти. Сега веќе искрено спонзори нема. Дали ја промени цената од кога се омажи заради тоа што нели имаш семејство веќе за кое сама треба да се грижиш? Па не ја променив Не. поради тоа, ја променив поради тоа што сметам дека она што го нудам како артист дека е многу повеќе вреди, иако не ја кренав искрено на цената во плафон, ја ставив во она нормала кај што верувам дека на секого ќе му биде прифатливе, се нормално. Цената е различна на плоштад, на настан, некој евент како што спомна Елена, така да По дома да ни пееш. Знаете која е разликата, Антонија, да се надоврзам. Разликата е ако е фирма која што те ангажира за некаква прослава, ако е плоштад, те викаат еднашка во 5 до 10 години. И тука не може да биде цена која што е мала, да се разбереме, мора да биде барем за мене над 5.000, барем над 5.000. И што е и реално, бидејќи 50.000 чинат нашите соседи. тука се и сите од бендот, и Тонец, и еве конкретно кај мене брат ми е нонстоп со мене доаѓа, со мене ме вози, татко ми е менаџер. Нормално дека ќе му Цела дадам фамилија. пари. Што е одлично, да, што е одлично. Парите Како да се се останат во Служба си е семејството. служба, дружба си е Е, дружба. така. Гледаш како убаво. Парите да останат во семејството. Ване, ние го имаме искуството од типот да дојдеш да ми прочиташ нешто. Две-три реченици. Две-три реченици само, нели? За жал, Обично веќе се така. надоврзам, се однесуваме како да сме нација од 50 милиони луѓе. Така. И тоа ни е генерално проблем, еве, кога зборуваме и за музиката. Дефинитивно некако општеството наше замина во еден погрешен правец. Јас се надевам и околу очекувањата, се надевам ќе се вратиме на време назад. Споменавте се што давате пари, но каде е музиката, песните? Некој прашува колку кошта да влезеш во студио, една Песна. песна, Никој не прашува. некој да ти направи. Песна, спот, патувањето, то некаде треба да отидеш, нели, нормално Да гостуваш, да Сите очини, да. да одработиш емисија. да го направиш да она се како што треба да го Како за направиш. шминка. За шминка пуно кошта, бе се све пуно Најскапе кошта. не од 20 стигаме, ма добро би. Добра. Почти ни прави. Обично идат у пар за поевтино. Еве како сега. И сега бевме во Египет заедно, И? снимавме спот. Си плати дневници, па како? Па Па нормално. нормално, и храна и све. И храна и да ме титарат. Јас имам повеќе захтеви обично од пеачките, мора да признаат. Што? Секогаш. Ја на Камила да не беше. Па чешларки од друга страна. Да, леле, чешларки, тоа е израз наш, да, чешларки. А чешларка е што? Па тоа дека стално се сизам, викам, дојдов во Египет да ја чишлам Антонија Гигоска 4 година. Мисла, Поменувам покрај везените и кам види, викам штубава си се бањат луѓе, си уживате, па ќе се бањат, не јас дојдов чешларка на Антонија Гигоска. Чешларка, ма тоа е, не да, интересни изрази. гледаш сите уживаат, кој се сонча. Ја одам по Антонија Гигоска која има коса до коленици во новиот спот, еве ќе откриеме ексклузива и само ја зачишлувам. Како да ти За кажам? тоа си платен. А и тоа што викаш, кој зашто си учел? Ама и за уживање учел. Да, бе, сега. Во суштина не го плаќаат самиот ангажман луѓето, тоа е многу важно. Не го плаќаат самиот ангажман, го плаќаат целото тоа искуство што сме го поменале. Знаеш, многу луѓе, да бе, 2 сати ќе попее, она сега што ќе искочи, знаеш, си ужива, мислам, да, ја уживам во музиката. Меѓутоа, секако нас како професија ние тоа и не можеш, мислам, професија ние од тоа заработуваме и не може да биде како да кажам, да мериш
сестрите како што спомна, се вратам на мојавето од Ване и една реченица или абе само 2 песни. Абе јас сум 2 сати претходно кај Даниел да ме чешла, да ме Ме нашминка. колку им е тешко кога ги канат на свадба, не знаат дали ги канат од добра намера или нешто. Да ти кажам, јас не сакам многу свадби баш заради Јас не таа. ги одам на свадба. Не, мене 150 жени ме прашуваат, леле, убаво ли сум средана? Сама се шминкам. А што се не би кажал не. На кого ќе го навредиш, нема шанси. Замисли моето одење на свадба што е сите жени там. Сама се среди, убаво ли сум? Сакаш да ти кажам нешто? Среќа што не си гинеколог. Замисли да ти рече да дојдеш до веце да видиш. Докторе. Добро, да. Или Цела за по среќа. лекар, замисли да видиш еден зап горе. Претпоставам тоа не ги наоѓа стоматолозиве, ниту гинеколозиве, Не али се мените како ме наоѓа, да. Добро. Е сега кога ве озборуваат, што најчесто зборуваат за вас? Што очекувате вие или што знаете? Ајде. Каква тема. Ајде. Будете прескопни. Скопија тема. Што кажуваат за Добро вас? си кажа Даниел, Преска, веќе сме во години кога сваќаш дека тоа е рефлексија на другиот што тоа го прави за Добро, тебе. ама да слушнем што реално кажуваат за вас. Тоа не е многу битно. Што не Што ви кажуваат? Што не, ние може да одговориме што не кажуваат, што не сме прочитале до сега. Еве последно беше да фати тифус. За мене коментар за тоа што сум бранел некој кученце на пример. Ајде. Нешто да имаше. фатиш ти. Случајно еве последно ако веќе ме праша извини сега. Добро, Мислам, грозно Језиво. смрт, јас со такви коментари исто се соочувам. А ако ме праша за причина, не знам зошто е тоа така. Нити... Знаеш што, тоа само од лажни профили. Јас нигде не сум видела толку грозен коментар, а да е од Не, конкретен. Ова беше да ти отворам. Мене смрт ми посекуваат, ќе го отвориш профилот, гледаш татко со дечиња. Што и ти, и тебе ти викам Да, и за што- мене, и за дете, и за све. Тоа и јас тоа е сум прочитано да, кај Антонија, ми било тоа едно од најезивите. И најчесто е леле каква девојче беше на Пинкови звездички кога беше. А сега си Ти не пуште смееше да поубава. пораснеш, штеше да останеш таму. Да, останеш таму, Не се да. свесни дека јас веќе немам 14 години, јас имам 24 и сум веќе мајка своевремено. Значи, и не се свесни, значи нив има тој коментар на најчест. И сега последно е дека сум Леди Гага од Тему. Супер е тоа, мене ми значи што сум Леди Гага, фала ми многу. Тој комплимент за мене. Тему сега цела, Тоа не мене ме тролаат повеќе од колку неа, пошто А, ти дека си ја направил. Да. Кога ќе направиш нешто поартистично, обично Так, така поразлично. реагираат. А, така. Мрази промени овој народ, да знаеш, од Да, моето тоа е. искуство исто така. Да, Е да, дека да. овој народ не сака промена, многу му доаѓа нагло, многу му доаѓа чудно и да е најмодерно во светот тука е кај нас тешко Да, прифатливо. имаше случај од кога ја Можеби- скрати косата, нели? Па и тоа, Ами, меѓутоа Елена. еви со последната песна. Не ме личела на годините, луѓе, немам 65 години, побогу. Што треба да пеам? Не разбирам, не можам да сватам и имавме една за фраканција тука, морам Даниел Ајде. да го издадам. слободно. Го коментирам исто овака, го читам моментов како не ме личела песната, како не ме личел стайл, не знам ово дело сум, што нема тука, што е тука детски, што е тука нешто што не ме личи, не сакам плетенките. Мислам, Вупи Голдберг, сега ја видов пред малку, со не знаете какви су каници. Значи не разбирам, нема тука години за да биде стајлингот ваков или како се чувствуваш, така и ќе се облекуваш, така и ќе твориш. И во еден момент само Даниел бидејќи сакаме така иронично некојаш да прокоментираме, ми го направи следно, ти ќе го направиш или јас да го направам? Мислам дека ќе ти го оставам тоа на тебе. Не, ја мислам ти оригинално. Добар рил ќе биде тоа од твоја уста да излезе како мафта што те видов со пензијата. Чекај. Имавме следно некое мое појавување и сега не, всушност баш за процени многу добро за самиот настап на Макфест и ја викам нели нема да биде очекувано апропо моабетот и темата за очекувањето, викам нели нема да биде очекувано, викам скроз оплетенки, песнава и тоа е целта, викам сакам да биде неочекувано. Ако се појавам со доживотно или со песна како таа ќе биде добро пела на Макфест, ништо посебно. Вака викам сакам да зборат, сакам викам да се вратам на голема врата, на очари. Ја не сум носела никогаш на очари на настап, не сум била никогаш таму. Зашто да не ставам на очари, мислам. И едно време само вака ме гледа и ми вика, знаеш што? Сите ќе те очекуваат, вика, вака да мафташ со пензијата, вика, а ти ќе отидеш, вика, и ќе растуриш. Значи, викам, добро, дали си ти нормален со изрази, да мафташ со пензијата. Пензијата. Даниел, тоа е
Се Тоа е негова замислив со пензијата во раце луѓе онака 20.000, знаеш, Дека има 16 години, знаеш, мене, Да, кој ќе ми приса, ама зашо така сте направиле, се знаеш како, стојам вака, викам, ало, уметноста е стварно едно толку широко поле, мислам, можеш буквално како се За текила и лимон. Да. Што беше тоа? А исто и тоа, да. Тоа бев малце по. Знаеш да радиш. Знаеш да радиш. Добро, ама. Па идејата е да ама идејата е да Јас- направиш нешто различно, бе луѓе. Како јас да го правам истото 22 години? Јас Па не така сакам публиката комфорт зона. очекува. Ама ични ми е гајле. Е, Знаеш зошто? Зашто комфорт зоната те прави досаден, те прави тогаш ќе бидеш стар. И те за Тогаш ќе биде, глупува. ама бе оваа исти бе песни ги пее 20 години. Апсолутно не сакам таква да видам, зашто јас не сакам да видам кај артист едно те исто, тие се таа песна, една песна му личи на сите други песни откако се појавил до последно. Јас не сакам да сум тој артист. Па макар било тоа плукано, па не ми апсолутно не ме занима. Никој со мене у студио не може да влезе. Јас сум во студио сама, се извинувам, не може да влезе публиката во студио. Реков. Влегувам во Елена е студио, свеа правам мотична, она што бе. го чувствувам во моментот ако сакам да направам песна кај што само ќе викам Hello! Ништо нема да има друго песната, ќе ја направам. Еве не ветувам. Што да ја направиш? Следната песна нека Едини да нема кој, ајде кажете по оригинално зборче, едно зборче, само и толку. Здраво. Hello ќе ви мафнам. Ќе ти замерат зошто е hello, така да. Добро де, чао. Чао. Чао, бај бај. Тоа е, тоа На времето, на времето нели Тамара имаше песна на сакам само секс, само секс, Да. сакам само секс. Да, Замисли Зашто? сега. Зашто? Замисли сега јас тоа да го отпеам. Па тоа што Некако ќе што Ајде, сега пробај. пукаат, бога ми ќе ти избука. Замисли сега. Таква песна Антонија Гиговска да сними. Ама ти сними го обратно, не ќам Тамара. само секс, сакам и кола, сакам и јахта, сакам и Да, све. да. Тук со трендовите. Се на сцена и Извини, не може да ми го краде мојот текст, јас милионер го направив. А, милионер, да. Милионер, јас не сакам пари и милионери, не. Ти спомна за... Што ни сакаат милионери, само малци измени стежа може сега да послушаш. Има Значи, што да ме не прашаш. сакаат. Да, има нема оние кои што не се Има што не сакаат материјалисти. вака пред гости. А. Иначе путено сика посакува. Добра, ајде ме знаеш мене. Не. Апсолутно дека сакаш- очекувањата, еве тоа Али е ако ти се темата. погоди и љубов и некој кој може да те разбере, Па нормално заштити, дека треба да ти И да те парира, плати. меѓутоа, апсолутно тоа не е првиот параметар за да некој има. Ако нема љубов, колку сака пари нека има. Значи вака, има еден многу Тоа битен ти момент, види, апсолутно е некој поврзано и со очекувањата од нас. Луѓето, очекувањата им се толку многу, ја не знам прво што им се очекува. Ајде да бидам најискрена. Ако фатам дечко кој што има некоја, па да речам, нормална просечна професија и заработува помалку од мене. Кај го најде, кај од сите баш овој го најде. Идемо дале. Фатиш некој малце побогат, бизнисмен, има своја фирма или не знам, работи во некоја најде спонзори, голема фирма. Како најде, па баш тој го најде, што најбогат е од сите. И човече, вака не можеш, постар ако биде, очекувањата, постар ако биде, не знам, повеќе од 7, 8, 10 години, гарант е од интереса некој шобара со толку постар. А ако е помлад 10 години, види ја баба една, како ние срам со помладиот. Ако е исто годиште, па ична е фраер, види го. Ако е Како се цело, облекол. Елена. Абе луѓе не можеш да им го погодиш ни. Ти за тоа ли си сама? Рече дека сум сама. Ете, добро признание. Само што не го покажувам, затоа што ако го покажам, тек тогаш ги видиш што се коментари. Да ми даш лична карта да видам годиште кое е. Готово, одма ќе пуштат коментарите, така, одма ќе има под емисијава да Близко знам. се нема многу тука за... Не, али јас сум една многу битна работа, ова морам да го кажам, ја како најстара веќе. Мојот став околу ова, очекувањата, особено ако се за партнер, е дека не можеш да избереш партнер врз база на било кој друг интерес, освен она примерно чувство, љубов. Не е сега бајка дека ширам и слично. Никогаш нема да бидеш среќен, ниту ќе биде тој еден сојуз како што треба, доколку не го избереш ајде другарот свој, пошто пред се мора да ти биде најдобар другар. Ако не ти е најдобар другар партнерот, многу си промашил. Зошто го кажувам тоа? Се врти кругот. Можеби јас имам повеќе пари од него. Во моментов, за 5 години можеби апсолутно ќе немам ни приближно тоа. Со пензијата може ќе мафтам за 5 години. Скромна е. Скромна. Така е, тече. Сакам да кажам, доколку, нели, и тој може да биде навистина некој побогат, ајде да речеме поуспешен, тоа значи дека и квалитетен човек, ако се изборил, успел, секако да се сам да ги стекнал парите, да не се наследени. Што има врска тоа? Па добро Ако се сега. наследени да не се Битно да се добиени. има.
Ама сега да не битно, се добро, сега ти знам, ироничен е Даниел, да немојте да го. Сакам да кажам доколку тој има сега повеќе, па еби да се наследени. Утре ќе ги нема ако не знае да го одржи бизнисот на родителот, така? Значи најбитното нешто е, значи се минува кругот. Ако не сте вие комплементарни утре да гурате заедно низ животот, ништо немате, верувај. Значи утре ќе испадне дека ако од интерес нема да можеш да го гледаш бре, едноставно. Ако ги нема парите ќе ти биде онака како кај го најдов бре. Ама апсолутно е така. Затоа секој кој ќе си бира партнер да си го бира по хумор да има во него, да си е другар, да можеш се да му кажеш. Од секој сум сакала да не морам да кажам се на другарките или чекај да ти кажам за овој мојов. Не, сакам се да му кажам на него. Фаца буквално се. И тој на мене секако. Значи тоа е број еден другар, ако ти е затоа и викаат брачен другар, не е брачен љубовник, не знам било што друго, значи брачен другар. Брачен финансиер. Тоа е. Брачен другар. Јас пак ја кажам, ова не е бајка, ова не е мој, ова е стварно еднака едно искуство, затоа што сум имала сопруг кај што јас сум била таа која што заработувала многу повеќе и апсолутно тоа не било проблем во нашата приказна. Значи сосема друго било проблем, затоа сме разведени, ама апсолутно немало врска со финансиски работи, затоа што јас сум сметала во тоа време и така сум воспитана дека парите од партнерот се заеднички пари, кога влегуваш во заедница ти влегуваш со се што имаш, луѓе, влегуваш со воспитание, влегуваш со финансии, влегуваш со искуство, влегуваш со се она што си го стекнал низ животот. Значи буквално и тоа е дел и финансиите се дел. Влегуваш со се што имаш. И што вика, имаш еден сега ќе се ве насмеам. Кој беше од овие српски пејачи? Бог да го прости, Джейми сам дека. Чекайте бре луѓе, ако јас имам милиони и јадам бифтек, на партнерката моја сигурно нема попара да им послуша. Секако дека со се влагаш бре луѓе. Кој како има, како не треба само да се цените. Треба да се цените. Искуството, јас пак ќе кажам, некако мора и да се испрати тоа. Многу едноставно да се суди од страна вака да се каже, меѓутоа како успешна жена, дали мислиш дека помалку успешен партнер ќе може да се носи со тебе, колку и да има љубов? Веројатно би го фрустрирал. Убаво е да биде еднакво, барем еднакво амбициозен, за да направи пари. И јас вака велам стално и не е само сега каков е партнерот. Го бираш за во иднина, не го бираме за 2 дена, го бираме за 2 века. Идеш на гатачка и гледаш каде му е што во иднината. Јас гледам далеко натална карта. Јас гледам далеко во иднината во која смисла. Еве Антони има дете. Значи гледаш иднина со тој човек, сакаш да створиш фамилија и пород нормално. И ти како гледам јас сега во оваа дистанца што порано не сум гледала така, порано беше да биде мангоп и да биде убав. Толку беше битно. Па нормално на 20 години кога бираш партнер, така е, извини Антони, I'm so sorry. Толку на 20. Ќе кажам да после. I'm so sorry, после ќе си кажеш ти. Меѓутоа кога бираш на 20 не е исто и кога бираш на подоцнежни години, ќе речам, ајде. Зошто? Затоа што ти гледаш утре ако те нема. Пошто едниот партнер, еве, природно е, дали ќе отиде порано или подоцна, не сме вечни на овој свет. Ако те нема тебе утре, дали е доволно амбициозен партнерот да децата твои имаат кров над глава и да имаат леп. Толку е битно. Значи не мора да е најбогат, не мора да е побогат од тебе, едноставно да биде амбициозен, да создаде, да може да направи од 0 5000, да не направи од 5000 0. Оти имав јас приказна каде што можевме од 5000 0 да направиме. И затоа сум и била изгорена веројатно, па затоа знам како на патена душата ја слушаш. Да го слушам твојот. Да слушате баба Елена. Баба Ленка се извинувам, Ленка ми. Јас ќе прескокам оваа тема. Како? Ти пошто имаш Порше, ти све прескокуваш. Што се тоа Порше бе пола. Ама подарок. Истото ми сте го дели и Даниел. Ама подарок. Порше. Ау, извини, Мерцедесот сега тој да извини. Има новости стеше ексклузивно. Знам дека сум доста должам и досадна сум, меѓутоа јас ќе кажам, не знам дека е глупо да зборам да не е присутен. Да, јас му го купив Поршето. Драга личност, многу драг подарок. Па така. Елена Ристовска, дами и господа. Не, јас сакам да кажам дека Даниел го дели истиот став, дека пред се мора да има човек емоција за својот партнер, без разлика. Пак ќе кажам, без разлика сите параметри ги тргам на страна. Доколку ти немаш емоција, нема да можеш да го гледаш едноставно тој човек. Сме нови свет сите, некако љубовта е најважно, тоа има смисла. Друго, се е некако сите успеси и се што доаѓа е само, како да кажам, пропратно, ако не си емотивно исполнет, не знам. Така, мора да сме исполнети и срекни, тоа е најважно. Чабе, и се материјално и се. Ајде Антонија да ја слушнеме, значи ти. Го делам истото мислење со двајца. Антонија само мудро се сложи, значи. Рече да. Да, дефинитивно. Ти заработуваш повеќе од партнерот, така? Па, искрено исто заработуваме, заедно сме во се што правиме, заедно свириме, заедно Се настапуваме. случува ли понекогаш да речат дојде
Антонија, меѓутоа не ни треба да речеме твојот бенд или него не доаѓа со партнерот, само тебе исклучиво да те бара. Па се случувало да, ако е ајде Антонија да отпее неколку песни на Матрици или нешто такво, меѓутоа одамна не прифаќам такви сделки. Така што да, гледам да сум максимално посветена на домот, колку и да понекогаш имам премногу обврски, како што каже Елена на почетокот. Ние пред да отидеме на настап имаме некое време, да кажам, од 2 до 3 сати кога треба да отидеме до кај Данијел да се спремиме и не ни е баш лесно ние да седиме 2 сати, некој да не шминка 2 сати, а Данијел не шминка сат до сати 20. Ми доаѓа на врата дома, ненајавена, ми звони, ова јавно го кажувам, отварам, Антонија појавена е на врата, можеш ли само пудра да ми ставиш и една пунџа да ми врзеш? Оче она не ужива, нели? Значи максимално. Никогаш не знаеш што ќе се деси свака со другари кога си. Ама јас вака имам едно прашање до Антонија. Како баба, пуста нели баба си. Ајде. Со пензијата сега ви мафтам во моментот. Пази што ќе прашам. Гледај сега вака, имам едно прашање. Да, заработуваш можеби, предпоставувам, ако е дел од бендот, предпоставувам дека заработуваш повеќе од партнерот. Многу важно е дали партнерот ти помага или ти одмага во сите останати обврски, околу чување на дете, околу кога ти се шминкаш, бидејќи машко не се шминка, нели секако дека нема толку обврски како тебе кога се подготвува за настап. Дали ти помага? И тоа е многу важен сегмент, бидејќи има партнери, двајцата одлучуваат едниот да работи, другиот можеби воопшто да не работи, да чува, меѓутоа да се грижи за децата, да ја чува куќа, да ги чува, буквално да се грижи, можеби што ќе се јаде, како ќе се, значи буквално знам такви семејства каде што жената заработува 3000-4000 евра месечно и апсурдно е да работи и сопругот затоа што го чува детето, значи има буквално една обврска голема кон детето да го изведе на прав пат. Затоа велам, има и такви, тоа е стварна договор и тоа е стварна, пак е од љубов, пак не е тука во прашање нели друго. Затоа велам, дали си ти во моментов срекна помогнат. Дали он прави ручек кога ти идеш да ти прави пунџичка? Тоа сакаш да прави. Не прави ручек, зашто искрено не правам ни јас. Најчесто јадеме надвор. Ти за тоа си ослабел. Да. Ја ми е јас. Кога имам време искрено готвам, кога немам време ништо страшно, излегуваме надвор и јадеме како сите нормални луѓе. На храна никогаш не штедам, искрено. Секогаш, значи, не сакам да сум гладна, сакам да сум во најадена секогаш. Иако вака ме гледаш слаба. Доста гладна. Да, доста гладна. Гладна изгледаш, изгладна. Јас ќе ви кажам. Инако е Гладува, јас ќе ви кажам. Не. Свете изда. Внимава што јаде. Внимавам, да, па добро. Добро, дали си што и да каснам детето кога си во одредена ева сега емисија на пример? Да. Значи дефинитивно е Три од преска посветен. звонеше, дојди, плаче. Не, иначе баба ми кога звони, по неколку пати звони. Па да, за да ти кажа, ама баба на емисија сум, после ќе се јавам. Да ја поздравиме баба. Помага и е посветен родител стварно и за тоа нема спор. Добро. Не мора да готви. Не мора. Ај сега вака, не се очекува од вас, имаме неколку ситуации, па ќе одиме на реклами. Не се очекува од мене, ама што би направиле ако мора да одберете нешто? Данијел, не се очекува од мене, ама јас би плукнал и би се степал со некого на улица ако ме навредува. Би одбил соработка со голема звезда, например, баш голема звезда, затоа што имам закажано. Не одговарате ми се Одговараме подобро. Чекај. Не би Данијел како Паша на средина, само слушаш одговори од двете страни. Јас си дојдов тука со поддршка, го си размислим. Значи, едно, второто е би одбил соработка со голема звезда, затоа што имам закажано невестинска шминка и би лажал за доброто на сестра ми, а по цена да ја изгубам работата. Кој од овие три не се очекува од тебе, ама ти би го направил? Сум одбил соработки со доста големи балкански, да кажам, звезди, ради тоа што сум имал веќе закажан термин, неважно дали е невеста или не, кај мене нема пролонгирање. Додека сум жив и здрав, секогаш Значи, нема приоритизирање на клиент? Никогаш. Добро. Никогаш. За сестра ми би направил све на светот, така да тука можам баш да одам апсолутно олин. Дефинитивно не би ме интересирало што и да загубам, бидејќи она ми е буквално една од најдрагите личности во животот. Фамилијата, семејството, некако тоа ми е се. А првото беше дали би плукнал и би се степал со некого на улица ако ме навредува? Не. Луѓето имаат право да имаат мислење какво и да имаат.
дури јас сум некој што сигурно би вратил со дали насмевка или позитивен некој коментар на истото, бидејќи ја како што кажав и при исканицу имам никош потреба да навредам никого, повредам или било А што ќе правиш ако никој те навреди? Снежа, па знаеш како она се случува, се носиш со секакви ситуации, посебно кога ајде да кажам последица на мојата професија луѓето да те познаваат и надворот, ајде да кажеме од работното место. Така да имало секакви коментари, ти не дека не слушаш, некогаш би намерно гласно довикуваат од околу сети се, знаеш, меѓутоа игнорираш, што знам што да кажам. Се водиш стално по-паметниот попушта. Јас сум таму каде што сум апсолутно задоволен со се што сум постигнал и што имам во животот и немам никаква потреба. Ти би лажал за доброто на сестра ти по цена да изгубиш работата. Добро. Ване, во живо би го соопштил името на соработникот ако ми даде непристоен предлог, за да му се одмаздиш. Би пишувал лоши или невистините пиар текстови за одредена личност за пари, ако не се знае дека си ти. Добра. Или би се скарал со моите ако неправилно го поделат имотот и го дадат на некој кој не заслужува. Не знам дали имаш брат или сестра. Имам, а што беше првото? Првото беше во живо би го соопштил името на некој соработник кој што ти дал непристоен предлог. Па мислам дека тоа е најфер, првото. Да. Барем сега сум во тие години, некако тоа пишување пиар На текстови. утринска, добро утро, да ви кажам овој вака и вака. Па реално да. Сега сум во некако во тој мут. Да, тоа би го направил. Телефонот сите непристојни понуди што ги Па не, реално сега ако нашата Емисија за нас тројца имаш коментари колку сакаш. нашата професија е таква каква што е. Ако јас сум должен заради тоа што го работам и заради тоа што ме носи заработка сум должен да читам било какви коментари за мене, зошто јас не би кажал за некого нешто Некој да речем уредник, Ама некој за те секој изоаѓа. тип непристојна понуда. А бе добро е непристојно. Реално не знам колку би имал храброст тука во општество тоа да го направам, но од сите реално првото е најфер Значи, што некој би требал ако да го добиеш направи. непристојна фотографија, сите знаеме на што мислам. Дали таа фотографија и не баш таа фотографија можда блурирана или заматена Од некога? и името би го ставил затоа што јас знаеш што те прашам затоа што јас тоа неколку пати ми дошло. Такви луѓе со деца на слика 3, со сопруга, со се и да го бапнеш вака на стори, повелете дечки, е тоа ми доаѓа. Затоа викам мислам дека би ти дошло. Да, сега се разбравме. Тоа ова општество од тие луѓе најмногу страда. Значи, вистинските верници страдаат од тие највистински верници, пример, не знам. Ако ме разбирате што сакам да кажам, значи од тие луѓе страда тоа општество. Да отвориме што нас не се пишува на Инстаграм и на Фејсбук. И да видиме од кои луѓе тоа доаѓа, тогаш го лоцираме целиот овој проблем. Има луѓе што водат толку скриени животи за жал денес, што се во брачни заедници и слично и се активираат после 9-10 навечер на Инстаграм, кога најверојатно. Мислам, реално од нив и реално заслужува некогаш некој на тој начин да ги отвори очите. ВВ ќе се вика емисијата Вистина со Ваня. Ама не, мислам, нема кој не добива. Ваня, имаш добра идеја за секој што ќе ти прати нешто и ќе ти пише да го Ваня е вистината, наместо во виното, во Ваня е вистината. Сме ти направиле емисија. Да резимирам, ми дошло дефинитивно, не сум го направил тоа, но мислам дека мене скоро ми дојде, јас ви кажам наискрено, дури Гости имам стварно интересен контент на Имам и темата. јас. Нема да те разочарам. Спремни сме. Добро, до крај може и да откриете. Колку само ќе додам на крај, значи да, дефинитивно мислам дека си патиме сите од тие луѓе и треба да се откриваат, тоа е моје мислење. Можеби некогаш ќе го направам тој чекор, сега за сега не сум го направил, ама првото би го избрал. Антонија, не се очекува од мене, ама едно нешто би направила. Би се сликала топлес, ако тоа е во хуманитарни цели, би играла на шипка заради кладба и ќе влезам во политичка кампања за големи пари, иако не ми се допаѓа нивната политичка опција. првото е. Па првото. За хуманитарни цели. Да. Добро. И да не е законата. Па, лесно и не е згодна слаба, ја цела емисија се утепа во откриење, разбираш? Значи, еве ви го одговорот на тоа. Ти си исто згодна, меѓутоа
не сакаш да не почестиш со атрибутите. Не, никако што може во. Сите очекуваме од Елена дека ќе отвори, она не отвара. Сега Не морам да соодветствувам со коментарите дека имам 60 и колку реков, колку 65, После 60. пензија, Нека ми после пензија секако на тоа мислев. Сега да не очекуваат. И сега ќе го замолам Даниел една ладна да ми направи. Баба ми имаше таква ладна, многу беше сладка, сакам одамна, му викам не сака да ми на. Една безопасна, дајте да цело време не може да се стиска. Се утепа во стискање, она ќе се сликала гола. Кој контраст, нема шанси. Јас памтам една Ќе те насловна викнам и за едно тебе списание, заедно. многу одамна. Ама тоа беа Ама јас туѓи, тогаш имав 20 години. ама тоа беше туѓи гради намонтирани на мене. Да видиш. Ова беше стварно За списание. FHM, за FHM, така, да. Ама тогаш не Добро, ама тоа беше и беше стварно беше фино културно со елеченце бев, са имав прслук до душа. Ама па ти па што се покри сега ја видов? Што се покри? Немам. Гледаш ли? Немам јас проблем, немам, не. Со прстуче бев, ама бев млада и згодна Или јас. тоа е горна облека или долна облека? Не знам по како се води, ја го носам А како. тоа е прстуче гиговс. Во моментов е горна облека. Значи јас го носам како топче сега, значи така се вика по нашки. Како тебе да не ја правдам, значи млада е, треба вака да носи. Значи помлада е секако. Сега јас да бев вака згодна исто, можда ќе дојдев у некој купачи сигурно ќе дојдем. Меѓутоа, сакам да кажам дека го следи тиркот на Ријана на светските звезди и треба да сме така. Замисли да сме сите сега со ролки седнате одека, па неа да биде интересно, тоа е тоа. И вама да се отвориме до крај. Јас сите сме со деколтео со Ване, Ване требаше да се отвори. Така ми позиција. Да, и мене така. Јас апсолутно немам. Добро, Даниел. Јас подобро да не се наведам. Првиот коментар. Даниел отвора колениците. Јас можам све да отворам апсолутно. Првиот коментар кога ме виде Што ќе беше видат зошто не кај? следам мода, зошто имам мајче. Зашто викам не си поци... Ова ќе иде валјда бип. Па затоа што нема ти Зависи кој. Ние што сме си ги оставиле дома, без Дома, ја Секси Снежа дома изгледа се кај жена онака. Кога нема тоа, така. јас сакам. Ја мислам дека тоа е... Јас сонувам да немам токави гради, ама како старијам се по Мене ми е страв сега да не очекуваат топлес дека им најавиш. Дома се седат. Ќе се смикам Сега те молам у некој тежок скафандер да се ставиш, ама дури онака само очи да ти се гледаат. Ако можеш онака целосно едно. Тоа нема да им се Тоа е ако очекуваат топлес контра да се правиш. да. За Елена последното. Леле сега. Елен. Чекај да видам сега кај беше твоето. Пензијата. Не. Размавтај се. Не се очекува од мене, ама јас би соработувала со човек кој има неубаво минато, ако проектот е добар. Сомнително минато, не знам, криминални действија, било како. Би му се јавила на поранешниот да ми помогне, ако само тој знае како, и би се скарала со родителите ако го навредат партнерот. Трите. Што сите ги Сите три. Смеам? смееш, да. Ако нешто морам, јас не сум во лоши односи останата со бившиот Добро. сопруг. Да се видиме негде, веројатно би се поздравиле. Така и се разделивме на суд. Многу цивилизирано, многу нормално, што би требало во овој да речам во ова модерно време, во овој 21 век, логично е така да се разделуваат луѓето, иако има и контрастни ситуации на таа. Првото беше со апсолутно не ме интересира кој какво минато има. Ако во сегашноста према мене е човек што е најважно за мене, друго ништо не е битно. Нема, например, ако- И би соработувала и би ми бил партнер, апсолутно немам проблем со туѓо минато. Ама најсомнително нека. Не, ама например ако да речеме има сомнително минато од типот да речеме со некој од пеачите веќе ги од аспект изневерил, на се можеби- скарал, ги измамил, од тој тип, да речем. Па да. не верувам дека само на рекла казала би се осврнала. Веројатно би имав такви неколку ситуации каде што дадов шанса. Јас сум човек што ќе даде шанса за соработка, особено без разлика што и да слушнам, можеби искуството со мене би било поинакво. Меѓутоа имам и јас еден добар принцип на работа, секогаш се осигурам однапред парите, па потоа нека биде сомнително неговото минато. Тоа е, ама тоа ми е апсолутно со сите истиот принцип. Значи затоа нема простор како да ме зезне. Освен ако не ги плати парите, нема се појам да настанат. Тоа е просто едноставно. И со сите ми е тој принципот и автоматски нема простор многу да те зезне, меѓутоа не можам да кажам дека ми се нема случајно да на картата на близината приватната близина со една особа, да ме зезне за професионално за пари. Да, тоа ми се случило и тоа е еден случај за 22 години. Откако работам сама, да се разбереме, бидејќи претходно работев со продукција. Такво нешто не може да се случи затоа што гарантираше продукцијата. Иво Јанковски
Беше апсолутно еден од најдобрите менаџери што се појавил воопшто во поп музиката барем, можам да тврдам со сигурност, затоа што тој буквално ако ви должел, нели, ви рекол за тој настап ќе добиеш толку и толку денари, до денар буквално, и ако треба и повеќе ќе ти исплати, никогаш помалку. Јас сум навикната со таков тип на соработници да работам, мене ми е чудно кога некој така ќе ме зезне. Меѓутоа за се мора да има прв пат за да бидеш со Така, 6 очи, не со 2. А уште едно имаше што друго? Последното беше би се скарала со секако јас родителите навредат партнерот. Да, со партнерот ме потсети. Секако дека ако е мој избор, прво моите како родители никогаш не се мешале во моите избори. Понекогаш дури ми е криво што не се замешале. Можеби нивните совети би повлијаеле малку повеќе. Можеби се потрудиле, ама не се можеби не сум ги слушала. Не знам, меѓутоа не биле такви. Стварно биле со максимална почит према, да речам, ајде, према секој избор кој што бил не само мој, туку и на сестра ми. Дури буквално како своји синови ги гледале бившите двајца зетовци. И тоа ми е можеби најкриво што навистина биле многу. Да, на сестра ми зетот мислев. Толку многу биле, да кажам, према нив и феер и биле како своји деца ги пречекувале, што дури мајка ми кога не викаше на ручек повеќе гледаше зетовците да им е погодено нивното, они тоа што го јадат отколку ја и сестра ми дали тоа што ќе го јадеме. И да бидам искрена, тоа е такво нешто. А од друга страна еви да се замешале, што не е случај дека не се случило, имало ситуација една конкретно за толку години. Се случило да се скарам и да си држам до своето, особено во овие години сега, затоа што ако сметам дека партнерот мој е добар човек пред се и тоа е првиот и основен критериум и тој се грижи и се понаша како што треба, односно се однесува со мене како што треба, мислам дека им треба време и на родителите да го сватат и да го видат тоа и се покажало како вистините. Со тек на време сватили родителите дека навистина тој избор бил. Сега не може секој избор да е така нормално, меѓутоа. Да, али дека ќе би се скарала, јас имаше еден момент низ животот, многу се карав со моите за другарите и другарките. Тоа ми беше нешто многу свето, многу, можеби не толку за партнерот колку за другарите и другарките. Буквално сум се карала со моите, тие ми се другарки, поблиски ми биле од сестра ми, што е многу голема грешка. Ама сите мислам дека тоа го имаме. Да, и татко ми буквално пред да почине тоа ми го кажа, као Елена, као бе, се окей, ама, знаеш, другарките не ти се фамилијата. Фамилијата е безусловна љубов, знаеш. И не дека не значи тоа дека јас не треба да се дружам, дека не треба да бидам грижлива другарка и слично, меѓутоа да не се давам 100% секогаш и секаде, кај што особено кај што не ти се возвраќа константно, нели? Да не ти биде тоа као ултимативно ти да даваш се, а да немаш буквално еднаква љубов за возрастот. И ние што бараме од другарите? Љубов. Не бараш ти ништо друго, немаш интерес од другарите. Збориме за другарите, не збориме ние се за некој кој што се дружи. Фантастичен ми даваш ти сега во овие тука ситуации кои што ги имам баш за односите со другарите и со другарките, ама мора да одиме на реклами. Може? Одиме на реклами и се враќаме. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вратиме после рекламите. Елена реши да не биде веќе стара и рече малце, ете. Тоа е моментот да се покаже дека. Очекуваа можеби да дојдам во миники. Кај ти се чорапчињата, Елена? Се уште те сакаат се искина, тие баш ако конкретно ме прашуваш. Тие црвено-белите. Јуте по носе, си ги знаносе тие. Да. Добро. Значи сега ситуацијата е за Даниел. Значи сите, слушајте да видам како ќе изреагирате. Немој да препишувате еден на друг. Даниел си направил устни, нели? Си се допаѓа тој, меѓутоа се гледа дека се пренагласен и во суштина изгледа како патка. Добро. Што правите вие? Суптилно му кажувате првото, се радувате со неговата среќа, тоа е најважно, или најпријателски му викаш брат што ти е со пацата. Јас може ли да одговорам кој како те кажа? Не. Ајде, чекај, кој не знае. Ајде да видам колку не знае. Значи вака, Елена ќе се обиде суптилно тоа да ми го донесе, тако една убава форма увиен, ама знаеш маче како, удобна ти беше, може малку само тоа кога го намалат ќе изгледа некако посоодвитно, вака не знам нешто баш чутичко. Ама убав си, не дека не е. Не си убав, Добро. Тоа ќе биде многу Никогаш тешна. нема да напредам. Антонија ќе биде екстремно груб. На шуличи го врши се. Антонија ќе биде со 300 епитети онака благо погрдни, да тврдам. Јас ќе се И тоа радувам. со така еден тон кој она го има доле, јас ќе викам ај малце поженствено.
Пошто име шо е тоа. Тоа ќе биде баш така, кажано. искарам една емисија, ќе кажам после. А Ване, на пример, исто би бил реален, меѓутоа благ. О, прво ќе се Прво ќе се израдувам. Супер срце, вака ги замисли, да. Ако си Леле, Даниел, што си Али направил? цела среќа јас, пошто не сум опериран од естетика, нема да ги донесам во таква ситуација, тоа мора да кажам. Добро. Да, така што... Хипотетичка е ситуацијата. Апсолутно. Добро, погоди за сите? Да, дефинитивно. Добро, значи ве знае. Што сакаше да кажеш, како Во те емисија познав? дека ме искара, бе вака седна, там сад си носов фармерки дукси, сега така ми дојде да си седам. Што беше така како силјак некој седна да ми вика. Значи, женско, ја гледаш дотерана, преубава, и седната во емисија снеже вака. Па, шо ти кажам, знаеш, ја жена која ја направив. Вака стојам, викам, Лело, чекам му еден момент да плукне на страна, ме разбираш? Жале од... Или вака да си го исчепка увото. Да, вака увото да го исчепка и да раскаже како она е направила жена. Си викам, па кого го шминкав ја, као кочијаш? Подкаст ми вика сега, значи, и вака ме Да, пести. да. Сега, значи, ке седнеш вака малце тонот поженствено, не можам, не ми е природно. О, добар ден. Ване. Луѓето со кои веќе не соработуваш или некој човек со кој што веќе не соработуваш, не се дружиш, добиваш инфо дека успел во нешто многу важно. Сега, му се јавуваш да му честиташ или игнорираш? Како се однесуваш со Пресметка правиш во главата. Ако е професионално, реално, сега и секој така размислува, ако може да имаш некоја корист од тоа. Значи, ако е некој што работиш, ме праша, не некој другар или така. Па не, со некој со кој што веќе не соработуваш или не шегувам, се дружиш? не ми се случило тоа. Не знам, ако се најдам во таква ситуација, зависи зошто не соработуваш. Ако не соработуваш поради причини зашто ви се разделиле патиштата, окей е да се јавиш. Ке му се јавиш да му честиташ? Зошто да не? Ама ако си се скарал, ако нешто не било како што треба, од претходниот договор и слично, ако не комуницирате, не знам, не ја гледам потребата да би се јавил. Не му се јавил. Така, добро. А што очекувате од луѓе, дали, односно, кога повеќе би се налутила на некој кој што нема да ви честите на успех, а сте блиски, или кој што нема да ви се најде во мака? Што е полошо за вас? Ќе давам подарок. Ако не се најде во мака, а? Така? Јас сум имал таква ситуација, тоа чувство не го посакувам на никого, дефинитивно. За тоа се мислам дека другарите, пријателите, блиските мака? луѓе да се најде во мака, да. Добро, За исто? За играње чучек, јас би рекла сите се тука, супер се. Па на свадба сите Нели? 300 луѓе се За весели, радост, комуницираат за едни весел, со за други. славата да ја делите, за искачање, за журки, некако секој лесно се приклучува кон нели одредена дружба. Ама реално ако се случи нешто лошо, еве јас исто сум била во таква ситуација во која тогаш ги гледаш луѓето какви се реално. Меѓутоа и тоа е се релативно, знаеш? Има и луѓе што се користачи на такви моменти, да ти влезат тоа во да не животот. заборавиме. Се е релативно, зависи од кого доаѓа, како и се од ситуација до ситуација. Па кога ќе слушнеш после месец-два, кога ќе ти каже, јас тогаш со тебе бев, веднаш препознаваш автоматски дека гледаш е дека е користач искалкулирано, на дека е момент. користолюбие. Така да за тоа и тоа е реално. Значи, тој што реално е тука за тебе, никош нема да ти го спомне тоа. Или ако ти го спомнува затоа што гледа екстремно неценење на тоа што ти си го направил за него. Затоа што јас не очекувам можеби да возвратиш ти со еднакво помагање или да си тука секогаш. Ама па еднаш кога ми притребаш да те нема, па не можам да не ти спомнам. Сега реално да бидам. Да, ако веќе го сакаш и го цениш човекот. Па ако очекувам да те душа, цени барем некој нели очекуваш така? А ако си се дал 100% да те разочарал истиот тој човек, тогаш е. А за исто честитките да ти страшно. кажам најискрено, па не мора ако се лажни. Не мора да ми честитаат. Не патам од тоа да имам што повеќе пораки на телефон. Леле, за браво, среќен роден ден. честитам. Или за роден Дури и ден. за роден ден, не морам. Да Па не, исто, не честитаме роден ден. Исто, да не морам, не мора тоа све лажно. Сега, баба Снеже ќе ви дава подароци. Ајде! Баба мразица. Значи, Санта Клаус. Зара Fashion Home, кои што се наоѓаат во Eastgate Mall, значи тука, чекай да видам што има за... каква постилнина, оваа е дупла. Да знаеш, да. Со партнер како. Со партнер, како ќе ти Единечна не. дојде, да. Имате ви различни подароци таму, ќе се проверите. Овде се сиренцињата во случајов се од Осоговски млични производи. По дома видите сиренце качкавалче, значи ексклузивно качкавалче се до нас. препознава, да. Повели Елена. Добро. Клоше за вас, девојки, имаат ова е еден пилинг за тело, детокс. Значи
коше може. полска козметика, повели. Обожавам За Ја Елена само за детокс. Да, бога ми. Тука имаме здрави, живи да ми видите, иако немате мирен сон, имате вакво за спин. Јас како баба тоа е правиот подарок за мене. Мислам И за Даниел, бога ми. апчињата дај ги вам. Апчињето за баба и беше себе имам. Ајде да ме смирите и беше. И беше да ти даеме, да. Благодарам, благодарам. За ова е за подочници, значи овие се Леле, ладрија, тоа е да, на старите, нели? да, значи. Кои се перничиња, вака кои што ќе се ставате, да. Ги имате сите. Само Така да ќе танцове. ги пробате, да. Ладрија е хрватски бренд кој што доаѓа на македонскиот пазар, повелете. Благодарам. Добро, чеки сега имам уште. Вака волку подароци до сега, Нели? ние сме си отишле Да. со многу. Па, очекувањата. Зошто не викаш секоја емисија, на пример? Ете така да ги оправдам очекувањата или да ги надминам, тоа е целта. Надминати се да бидат, дефинитивно. да. Мин финтек групацијата, значи ви подаруваат вакво едно мало подарче, вие можете да ја снимнате нивната апликација за патување, за осигурување. Повели Елена. Јас како што гледам само мене ми даваш подароци. Други подароци што не си. Тебе најмногу те сакам. Така. Да, тебе најмногу. А и најстара си. Од Од гостите. Со годините ние, знаеш? Да, Ти го кажа. Да, со исти болести се расправаме. Разбираш, да. Си менуваме апчиња, си делиме Така е, совет. така е. Најмногу си се разбираат. Да. Да. Значи, гледај, доколку се уште не сте се приклучиле на македонската платформа, кај што има значи серии, филмови, кај што Јас се сум емитува и приклучена. нешто конкретно, тогаш овој ваучер ќе го подариш, сите ги имате, значи глеј. Исто така, ќе го значи подариш. нешто конкретно и мене гледате ме на гледате, знаете. И сега Оксизен, хипербарна комора, не знам до сега дали сте слушнале, меѓутоа за имунитет, антиејджинг, значи за некакви воспалителни За нас процеси, постари. за настинки, доколку има случај нели на диабет, не дај Боже на канцер, секако помага дополнително нели со останатите оние препишани лекови од доктори. Дојдете да проверите, гледаш, скупо кошта. 100 евра ти давам. Да, ми 100 евра. Чекам. Добро. Јас, да, од двај чекам. Јас и заедно ќе одиме вака. Да дојдете, значи Заедно може саат да се време дружиме. да си поминете и ќе видите ќе се препороди. И Снежа, дали додека возиш точак го носиш дук се род жена? Па како, секогаш. Ти благодарам, има многу топол, вака сите кога ме гледаш и жедава. Јас морам да кажам една работа, јас се извинувам што немав време да спакувам нешто за од мојата козметика за сите Ја вас. очекувам, реално очекувам. Ете, гледаш очекувањата не ги исполнив. И викам од дома, ми вика, земи си парфем, че викам, не, Елена, ќе ми даде парфем. Гледаш како. Многу Да голема снимаме грешка. пак. Едно Не, слушање. Мораш пак да ме викнеш. Не намириса на Донесе тој. ме до парфемче, ма види после Ше по што некој ќе апче да присуствува. Ама видиш како суптилно пушта водичка И како корупција. ќе ми Викни ме да те викнам, апчињава, ќе донеси да ти дојдам. донесам. Апчиња тако. Ја мислам да не викаш нон-стоп од сега. Секоја ни дала. Значи, гратис шминка, Да, гратис шминка, гратис секоја ке ми време. водиш, Ама ја, гратис ке ми пеш. Таман ќе кажав што гратис од вода, да заборавив. Како? Да. Па него што и мене нема да ми издадеш никогаш. Никога. Све се договорили. И сега дали може позитивно да завршиме? Може. Може, јас сакам Може. две дечиња. Не, јас сакам Елена да ни го покаже. Јас сакам три. Јас сакам Елена да ни го покаже деколтето и за да завршиме. Да Јас завршиме. не би. Ама, не, значи, Ајде на 3-2-1. 3-2. Ајде на Не, 3-2-1 тоа ќе биде сите, Тути Иване. Фрути, ви текнува на она италијанската емисија Тути Фрути. Ама На не, 3-2-1. па ти не е На уопшто 3-2-1 раздолено. сите. Ја и ти што ќе покажеме? Ја немам Ја ништо дома ги заборев. Ви благодарам многу, да. Ајде следната емисија. ќе Следната дојдам. емисија со Ќе дојдам деколтето. со корсет. Ја топлес. О, не. Па Вани Даниел може Јас со ако сум у добра форма, ќе смислам нешто нешто иновативно. многу јако. Боксерици, то боксерици ќе Даниел чекаме. топлес. Така Даниел со Како мене беше топлес. она купачите од борат. Да, да. Антонија Топлес е Јас и следна Даниел. емисија. Јас имам идеја за вас двајца, купачите од борат. Ви текнува на борат. А, да. Тие што не знаете, отворете да видите купачите на борат како се. Ја не знам, ќе прогуглам. Добро, Се ако враќа пак... тие работи Со во нас мода нема ако крај на гледате емисија, Оскар. да Нема крај, нема крај. Нема пак да не Не, викнеш. Ама ја гледам ака стои. Не, ние ќе пуштиме. Ве молам да пуштиме одјавна шпица, да ви се заблагодарам затоа што не гледавте. Значи гледајте на YouTube, на Facebook, на Instagram и на TikTok ќе бидеме наскоро, ќе не поддржи, да. Кој сака И контент? ние си продолжуваме со муабетот со вас, се гледаме следната недела.